Добро вечер во централното издание на вестите. Ова се настаните на денот. Одлучувачка средба на Мицковски и Таравари за иднината на Алијанса во владата. Во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Ништо посебно. Председателката Силјановска му порача на Ахмети да си ги мери зборовите и да не прави притисок врз судот за Бектеши. Веројатно е момент на слабост или не знам, не сакам да речам момент на искреност. Случајот на антикорупционерката Татјана Димитровска најматен во април. Невладините очекуваат оставка. Мора да се имаат предвид перцепциите на јавноста. Македонија, полека но сигурно, станува позната во светот по сметот и дивите депонии. Репортажа на Канал 5 од Скопје преку Стража до Битола. Во владата веќе еден час трае средбата меѓу премиерот Христијан Мицковски и Арбен Таравари, по која се очекува да биде позната судбината на министерот за здравство и кадрите на Алијанса за албанците во владината коалиција. Во живота му ја вклучуваме Мирјана Мирчовска и Јовановиќ. Мими, дали има најави до кога би траела средбата и предвидени ли се изјави? Бубе, во моментот се уште не се знае до кога ќе трае средбата. Она што знаеме од извори во владата е дека најверојатно ќе има писмено соопштение од страна на владата за тоа како ќе продолжи крилото на Алијансата на албанците во владата, но она што ние очекуваме овдека на терен е дека ќе имаме изјави од сегашниот министер за здравство Таравари. Инаку денеска и лидерот на Алијанса на албанците Таравари кажа дека тој нема да биде чамет за спасување и дека ќе му пренесе на премиерот Мицковски дека самостојно ќе одат со своји листи на изборите, а додека пак премиерот Мицковски рече дека за сега е задоволен од досегашната соработка со Таравари, но сепак дека лидерот треба да има образ и да покаже на чија страна ќе замине, дали на реформите или пак ќе на она што беше и на претходна политика на враќање на земјата назад. Тука да ги слушнеме изјавите од двајцата лидери. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Јас мислам во неговиот случај најмалку 3 пати сум покажал и сум го држал зборот. И кога имало моменти кога можеби имало и дилема во рамките на раководството на партијата. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство, останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Денеска имаме состанок со премиерот Мицковски, ништо посебно, ние тоа што сме го поминали од Централно председателство е дека Алијанса за албанците ќе има сопствени советнички листи и најверојатно сопствени кандидати за градоначалници во општините каде што излегуваме, така да ќе го слушнеме и премиерот и потоа и ќе процениме и ќе оцениме како продолжуваме понатаму. Така, Бубе, значи ние овдека остануваме и ја следиме средбата, секако доколку средбата заврши во текот на вестите, ќе се вклучиме и во живо. Те очекуваме. Мирјана Мирчовска Јовановиќ известува за средбата Мицковски и Таравари која се уште трае. И во случај Таравари да ја напушти владата, тоа нема да влијае на стабилноста на мнозинството до локалните избори, оценува политичкиот аналитичар Петар Арцовски. Тој смета сепак дека предвремени избори следната година би биле очекувани. Точно е дека, имајќи го предвид острите тонови на Мицковски кон Дуи, дека доближувањето кон Дуи го оддалечува Арбен Таравари од владата.
и јас не сум сигурен дека тоа со сигурност значи напуштање на владината коалиција. Мислам дека за тоа сепак треба да се почека денешната средба, бидејќи постои опција Ермен Таравари да остане, да се откаже од соработката со ДУИ да остане во владиното мнозинство. Но тоа секако создава една владина криза, бидејќи веќе не е една коалиција во владата, туку Мицковски преговара одделно со Таравари, одделно со Влеме. А неговото напуштање евентуално на владата ќе направи посериозна дискрепанца и во парламентарниот состав и ќе изголеми аргументите на ДУИ дека во моментот представниците на албанците во владата се нелегитимни. Тоа не предизвикува веднаш криза. Мислам дека до локалните избори Мицковски има доволно политички капитал да ја издржи таа дискрепанца, но не може да трае на долг рок. Според ВМРО ДПМН, тие не предвидуваат предвремени парламентарни избори оваа година заедно со локалните. Така што јас мислам дека сепак локалните избори ќе ги дочекаме во ваква констелација, па потоа ќе се размислува евентуално за предвремени парламентарни избори. Премиерот Христијан Мицковски поречиси 2 месеца од трагедијата во Кочани, најави дека лично ќе се сретне и ќе разговара со родителите на загинатите и уште еднаш повтори дека истрагата ја води обвинителството, а не владата. Со став се огласи и председателката Гордана Силјановска-Давкова, откако Али Ахмети се закани со дестабилизација доколку Бектеши биде меѓу обвинетите. Ивана Стојановска. Истрагата за пожарот во Кочани ја води обвинителството, а не владата, одговори премиерот Мицковски на обвинувањата за селективност. Според него постојат политички структури кои на лешинарски начин се обидуваат да соберат политички поени од трагедијата во Кочани. Вели дека редовно информиран за текот на истрагата од министерот Тошковски, но дека не се меша во неа. Јас не би се вплеткал и не би се вклучил во политичка реторика, нити коментар на овие политички лешинари кои што се обидуваат да заштитат криминогенно однесување на некои претходни официјални лица во одредени министерства. Едноставно, обвинителството е тоа, понатаму судовите, кога ќе се отпочне официјално процесот, обвинение кога ќе има и така натаму, се тие кои што треба да го кажат својот последен збор. Јас нема да се мешам во истрагата, така реков од првиот момент, нити па сум се јавил на телефон, нити па сум комуницирал со некој обвинителството, затоа што да не излезе дека еве премиерот врши притисоци во истрагата и така натаму. Премиерот најави дека лично ќе се сретне со родителите на загинатите и повредените од Кочани и дека членовите на неговиот кабинет се во постојана комуникација со семејствата. Вели дека секојдневно се решаваат проблеми поврзани со случувањата во Кочани, како што било случај пред неколку денови, кога дел од пациентите кои се враќале од лекување во Турција доживеале непријатност на аеродромот во Истанбул. Дечињата кои што се враќа пред 2-3 дена од Анкара, кои што има непријатна ситуација на аеродромот во Истанбул, лично разговарав со еден од родителите, со луѓето од најблиската околина и лично со председателот Ердоган, се среди целата работа. Јас се што можам ќе сторам и ќе разговарам лично со родителите и на повредените, но и на тие кои што трагично ги загубија своите најмили. А по најавите од Ахмети, доколку екс-министерот за економија Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани, ќе излезат на улица и ќе ги поддржат протестите на семејствата на загинатите, пошто ќе немало враќање. Председателката на државата Силјановска-Давкова тоа го оцени како притисок врз судската власт и му порача на Ахмети дека треба да си ги мери зборовите. Јас за разлика од господинот Ахмети ќе ги мерам зборовите. Ваквиот говор всушност значи притисок врз судската власт. Не сакам да давам оценка на квалификацијата, веројатно е момент на слабост или не знам, не сакам да речам момент на искреност, но верувам дека 30 години потоа, а особено и дуи 20 години потоа во власта, ние треба да го почитуваме начелото на поделба на власта и партиите треба да се држат настрана. Истрагата за пожарот во Кочани, во која загинаа 62 лица, околу 200 беа повредени, како што најави јавниот обвинител Коцевски, ќе заврши најдосна до 17 јуни. Моментално истрагата се води за тешки дела против општата сигурност, за што осомничени се скоро 70 луѓе, но опозицијата секојдневно обвинува дека таа се води селективно и дека се штитат актуелни функционери во МВР институциите.
Случајот со председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, која е осомничена за оддавање на службена тајна, се најде меѓу матните во анализата на Transparency International за април. Од Коалицијата за правично судење пак оценуваа дека Димитровска досега веќе требаше да си поднесе оставка. Михајло Видимлиски. Случајот со осомничената прва антикорупционерка Татјана Димитровска се најде на листата на најматни настани на Transparency International. Посочуваа дека делото за кое осомничена Димитровска го почнала само 3 месеци по нејзиниот избор. Во време на висока недоверба во судството, ДКСК важеше за своевидна светла точка во борбата против корупцијата. Новиот состав на оваа комисија наследи такво реноме изградено од нејзиниот претходен состав. Сега состојбите како да се пред нов почеток, велат од Transparency. И додека трае истрагата во која осомничена за оддавање на службена тајна во случајот Адитив, Димитровска останува на одлуката дека нема да поднесе оставка. Од Коалицијата Сите за правично судење сметаа дека со осомничената председателка и превремената забрана за вршење на професијата, функционирањето на комисијата е загрозено. Оставка од Димитровска, вели Дарко Аврамовски, не би значила признание на никаква вина, туку лична и морална одговорност за доброто на институцијата. Мора да се имаат предвид перцепциите на јавноста за функционирањето и за кредибилитетот на институцијата, па поради тоа доколку биде поднесена оставка не ја гледам повеќе во насока на признание на вина, туку повеќе во насока на тоа превземање на лична одговорност и на некој начин себе жртвување за доброто на институцијата и на довербата на јавноста во државниот апарат кој се бори против корупцијата. И дел од членовите на претходниот состав на антикорупцијска ја повикаа Димитровска да поднесе оставка, но партиите во собранието досега не иницирале некаква постапка за нејзино разрешување. Според последните изјави, првин ќе чекаат епилог од истрагата. Пред неколку дена Димитровска за прв пат излезе со писмо до јавност откако стана осомничена. Тврдеше дека со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ комуницирала како со семеен пријател, пред тој воопшто да стане обвинет и дека нивните разговори немале никаква поврзаност со предметот. Се одбележуваат 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Закон за заштита има, ама уште не се применува. Се разбира дека очекуваме поголем број на студенти сега откако законот влезе во сила. Македонија со 2 милиони жители не може да биде никаква закана за капацитетите на Европската Унија, оценува председателката Силјановска Давкова, откако Шведски политички институт излезе со истражување според кое приемот на нови членки во Европската Унија ќе го зголеми влијанието на помалите земји од Источна и Јужна Европа на сметка на големите западни држави. Деталите ги има Јован Ѓорговски. Македонија и земјите од Западен Балкан не се товар за капацитетот на Европската Унија да прими нови членки, вели председателката Силјановска Давкова прашана за истражувањето на Шведскиот институт за европски и политички истражувања SIEPS, според кое приемот на нови членки би го променил соодносот на силите во Унијата. Македонија, како што кажа таа, има поминато многу на евроинтегративниот пат, а како доказ за тоа ги наведе позитивните извештаи на Европската комисија низ годините. Според неа, логично е земјите кои имаат долг стаж на преговори со Унијата да бидат најподготвени за членство и оцени дека суверено право на земјава е да биде таму каде што секогаш политички, историски и културолошки припаѓала. Ние не сме товар за апсорбциониот капацитет на Европската Унија. Дури и сите заедно. Држава како Украина, а на неа ако ја додадеме ЕУ, тогаш односот на силите, говориме за процесот на одлучување, бидејќи нели во Европскиот парламент се тргнува од бројот на жителите во државите, може да го смени. Анализата на Шведскиот институт прави проценка на ефектите од 3 можни сценарија за проширување на Европската Унија врз рамнотежата на моќта меѓу земјите членки. Првото се однесува на прием на Украина, Молдавија и Грузија, второто на земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, а третото кога сите заедно би станале членки. Според документот, сите 3 сценарија ја зголемуваат важноста на помалите земји во процесот на носење одлуки и во соодносот на силите со поголемите држави. Во таква унија, како што се наведува, трите најнаселени земји, Германија, Франција и Италија, би ја загубиле својата моќ во Советот, а посткомунистичките држави би биле мнозинство во блокот.
Идните проширувања ќе го зголемат притисокот да се напушти едногласноста во Европскиот совет, особено во делот на надворешни и безбедносни прашања. Сепак, значајни реформи за носење на одлуки во советот ќе зависат од понудата кон помалите земји, како прилагодување на условите за да се постигне квалификувано мнозинство, вклучување на услови за супермнозинство или овозможување на поинаква интеграција. Токму за темата за проширувањето ќе се разговара на средината на месецов, кога во Македонија доаѓаат председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и високата представничка за надворешна политика на Унијата Каја Калас. Македонија полека, но сигурно за жал станува позната во светот по сметот и дивите депонии на секој чекор. Затоа, во што ја претворивме нашата земја? Обиколка направија Александар Видиновски и снимателите Тони Стојановски и Љубомир Домазетов. Македонскиот народ со векови се борил да добие своја држава. Затоа дал многу жртви, преживувал невидено страдање, неправди и негации. По многу години конечно се изборивме да бидеме свој на своето, но потоа се случи еден многу чуден процес кој се уште трае. Еве како денес изгледа Македонија. Ќе направиме мала прошетка од Скопје до Битола преку Стража. Тргнуваме од населбата Ѓорче Петров кон Тетово. Излупените стари знаци ни го покажуваат патот. Вака изгледа северниот главен влез и излез на Скопје. Огромна депонија непосредно до патот. Ова го гледаат и сите странски туристи кои од тука патуваат кон Охрид. Вака е со години. Политичарите очигледно не се ни трудат да откриат кој ни ја валка државата. Еве ние повторно ќе им помогнеме. Среде бел ден маж спокојно во количка носи ѓубре до дивата депонија. Ова е казниво со закон. Прави и дополнителен прекршок, ја загрозува безбедноста во сообраќајот со цел што побрзо да се ослободи од отпадот. Вак изгледа дивата депонија од озгора. Ова е влезот на главниот град на независна Македонија. За да биде уште помизерно придонесуваат и старите излупени билборди. Во речиси сите странски градови на ваквите места има промотивни паноа за туристичките места или символите на градот. Кај нас тоа изгледа вака. Од друга страна пак ова има и некоја чудна символика со реалноста. Продолжуваме кон Тетово. Високата и неискосена трева на автопатот не успева докрај да го скрие ѓубрето. Валкано и по средишниот дел, слично е меѓу Тетово и Гостивар. Изгледа како со години тука да не е исчистено. Вакви валкани автопати веќе нигде не постојат, освен кај нас секако. За 30 на минути пристигнуваме до Гостивар, покрај главниот пат нови диви депонии, покуќени на градежен шут отпадоци. Душмански се уништува оваа наша земја, невидена девастација. За кратко продолжуваме кон Националниот парк Маврово. По 10 минути возење наидуваме на нов пораз. Ова е патот кон Маврово, а ова е тоа што несовесните граѓани и одговорните служби го направиле на природата. Веќе шолја гордо си стои покрај патот. Меѓу купиштата ѓубре има и мртви животни. Тоа што го гледаме буквално боли. 20 на метри подолу уште повеќе ѓубре. Каде да се завртите отпадоци? Ова е пред можеби нашиот најубав национален парк. Природата како од бајка, а депониите како од хорор филм, од кој никако да се разбудиме. Ѓубрето е веќе всадено во почвата, а тоа е доказ дека со години тука не се чисти. Од птичја перспектива се гледа дека не е само една, туку во прекрасната планина има голем број диви депонии. Самите себе сме си неголеми непријатели. Вакви или слични купишта отпад има практично низ целата држава. Ситуацијата е навистина алармантна. Меѓутоа сепак, ова е нашата држава, ова е наша земја. Не треба никогаш повеќе да дозволиме по овие работи да бидеме препознатливи во светот. Патот од Маврово до Кичево е препон со ѓубре. Практично нема дел што е чист. Нова локација, нов дебакал. Овој пат тој се вика Стража. Ова е дефинитивно најпопуларното место за одмор на патот кон Охрид. Секој ден огромен број странски туристи тука застануваат да одморат од патувањето и со вкусна мекица да уживаат во природата. Наместо уреден репрезентативен простор, ово им го покажуваме. Стража е една голема дива депонија. Ѓубри има толку многу што од него веќе се прават и уметнички инсталации. Уништена е дури и патната заштитна опрема. Валкано е на сите страни. Парадоксално ѓубре нема единствено во контејнерите. Погледот кон шумата го пресретнува оваа нереална слика, за која што не постои зборови со кои може да се објасни. Ова е просто необјасливо. Нешто длабоко не е во ред со нас. Тоа треба да си го признаеме. Ова е сликата за нас. Ова е производ на односот на институциите и граѓаните, а ваквата импровизација на систем е пресликана во речиси сите аспекти во живеењето. Ова не е само еколошки, ова е голем политички проблем. Ова е злосторство врз Македонија и за тоа некој треба да понесе одговорност.
Продолжуваме кон Кичево, влегуваме во градот и тука хигиената е под секој цивилизацијско ниво, но кичевчани имаат и друг уште поголем проблем. Ова е огромна депонија буквално среде град. Ридови со отпад кои скапуваат. Потемнетите делови се од горење, а чадот го дишат кичевчани, а тоа секако им го уништува здравјето. Нашите сограѓани не го заслужуваат ова. Се жалат на неподнослива смрдеа. Каква гениална идеја е да имаш огромна депонија која гори среде град. Се движиме на Кедемир Хисар, веќе не се ни изненадуваме на ѓубрето покрај патот. Безобзирно се уништуваме. За кратко стигнуваме до Железнец. Преубавото село само не подсетува на тоа колку неискористен потенцијал имаме. Наместо да си уништуваме земјата, ова можеме да го претвориме во вистински туристички рај. Ова да беше во некоја друга европска земја, можеме само да размислиме каква атракција ќе беше. Кај нас и ова е оставено да пропадне. Продолжуваме кон Битола, еден од нашите најубави градови. Вак изгледа дел од неговата околина, неуреден простор и огромен број диви депонии. Во подножието на Баба планина забележуваме шумски пожар, чад во планината и ѓубре во низината, епохална негрижа. Веќе сме на влезот на градот, сликите поразителни. Населба Бајер затрупана е со ѓубре кое понекогаш се пали, а почесто се истура надоле кон магистралниот пат Ресен Битола. Ваква нечистотија сепак со ништо не може да се оправда. Сите ние можеме секој 2 минути да се колнеме во Македонија, но ова е производ на нашата така наречена љубов кон татковината. Ова мора да престане. Треба конечно да почнеме вистински да си ја сакаме, почитуваме и чуваме државата. Во спротивно, уште долго нема да излеземе од црниот тунел во кој сами влеговме. Македонија денеска одбележува 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Централниот настан беше Свечината академија што се одржува во Ману под покровителство на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Денес, 80 години по кодификацијата, македонскиот јазик повторно се соочува со предизвици. Првиот предизвик се сеништата на анахроните балкански национализми, кои што се уште не се помирени со реалноста на македонскиот идентитет. Многу поопасно од надворешните негирања представува внатрешната негрижа за јазикот, што добива димензии на незапирлива епидемија. Со кодификацијата на македонскиот јазик, за прв пат еден народ кој со векови го чуваше зборот во народните песни, во тивките шепоти низ планинските места и во писмата што не смееше да ги подпише со своје име, доби своја вистина. Јазикот ни стана знаме. И затоа денес сме тука, не само да се сеќаваме, туку да можеме и да сведочиме. Во 1933 година Коминтерната се почувствува принудена да посвети поголемо внимание на националниот ентитет на македонците и нивната борба за етнички права. Па така на 11 јануари 1934 година Извршниот комитет на Коминтерната донесува решение за признавање на македонската нација и на македонскиот јазик како посебни во словенската група. Јубилеот беше одбележан и во Институтот за македонски јазик Крсте Мисрков. Лингвистите, како најголеми предизвици за јазикот, ги посочуваат слабиот интерес за изучување, создавањето на корпус и големиот наплив на англицизми. Здравко Димитров беше таму. Околу 20 на матуранти просечно во последните години се одлучуваат да го изучуваат македонскиот јазик на Филолошкиот факултет. Бројките се поразителни, но од Институтот за македонски јазик велат дека падна интересот за изучување мајчин јазик нема само кај нас, туку тоа е светски тренд. Со веќе оформениот нов инспекторат за употреба на јазиците и отварањето нови работни места на позицијата лектор, очекуваат да се зголеми бројот на студенти за изучување на македонистиката. Последниве години се толку сега не ме држите за збор меѓу 15 и 20 на студенти, меѓутоа јас на повеќе наврати имам кажано дека овие години тоа се студенти што биле со искрена желба да се запишат на македонски јазик. Се разбира дека очекуваме поголем број на студенти сега откако законот влезе во сила, токму од причините што ги споменавте, значи вработувањата се разбира секогаш најглавно нешто на што размислуваат идните студенти.
Македонскиот јазик е единствен од словенските јазици кој нема свој етимолошки речник, рече директорката на институтот доктор Елена Јованова Грујовска. Таа каже и дека по дигитализацијата на картотеките која е завршена пред неколку години, институтот е подготвен да започне и со реализација на проектот за корпус. Ние сме подготвени да можеме да влеземе во проект наречен Корпус на македонскиот јазик. Институтот има доволно едуциран, квалитетен, научен кадар. Можеме со поддршка од државата, тука ни треба поддршка од државата, особено од нашето ресорно Министерство за образование и наука, може и од Министерството за култура. Битно е да не поддржат за да го имаме корпусот на македонскиот јазик. Од институтот рекоа дека еден од проблемите со кои се соочува јазикот е и преголемиот број англизми кои навлегуваат во лексиката и синтаксата на македонскиот јазик, а тоа ја нарушува неговата структура. А што туку заврши средбата на премиерот Христијан Мицкоски со Арбен Таравари, ја повикувам повторно колешката Миријана Мирчовска-Јовановиќ која е пред владата. Мими, каков е исходот од средбата? Бубе, предмалце само што замина Арбен Таравари од владата, тој ни даде изјава. Она што знаеме дека средбата била во конструктивен дух, разговорите ќе продолжат во текот на овој месец и ќе се знае и иднината на функционирањето на алијансата на албанците на Таравари. За сега она што знаеме дека Таравари ги кажал неговите позиции за во иднина за изборите и во текот на наредните денови сигурно ќе се знае и повеќе. Ова е за сега се што знаеме овде као од владата Бубе, а секако со повеќе информации очекуваме и со соопштение од владата. Ти благодарам. Значи, последната информација е дека заврши средбата, а дека продолжуваат разговорите меѓу лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски со Арбен Таравари до крајот на месецот. Мими, ти благодарам. Сојузот на Сдруженија на дијабетичари бара владата и Министерството за здравство да обезбедат инсулински пумпи со сензор за сите 3500 пациенти кои живеат со дијабетес тип 1. Во моментов овие најнапредни системи кои играат улога на вештачки панкреас се достапни за 300 пациенти, а од владата најавуваат дека бројката ќе биде трикратно зголемена. Јорданчо Цветановски. Сите лица со дијабет тип 1 да добијат инсулински пумпи. Бараат од Сојузот на Сдруженијата на лицата со дијабетес. Велат дека станува збор за над 3500 пациенти, на кои доколку ги добијат овие современи системи, значително ќе им се олесни секојдневното функционирање. Според Сојузот, досега само 300 пациенти што имаат дијабетес од ваков тип добиваат инсулински пумпи, но и тие се веќе со застарена технологија. Тие што немаат пумпа, а се тип 1, немаат поддршка како така наречеме народски кажано и вештачки панкреас. Инсулинската пумпа е вештачки панкреас кој што дозира инсулин според потребите на телото. Во однос на трошоци, сакам да кажам, прецеличните трошоци на пациентите ќе бидат минимум, односно ќе набуваат само терапијата која што им е потребна дополнителна некоја таблетарна, а во однос на државата се заштедува најмалку 6 пати. Од владата за Канал 5 информираа дека во владина процедура е постапката за измена на програмата за набавка на пумпи и сензори. Со неа оваа година очекуваат зголемување на набавката за над 30%, односно околу 800 пумпи. Од друга страна пак со цел да се избегне недостатокот од инсулин, од Министерството за здравство и Националната комисија за дијабет одлучиле потребните количини да ги набават одеднаш за 2 години. Министерот за здравство Таравари кажа дека целата административна процедура околу набавката е завршена. Да нема недостаток секоја година се набавува, па пак додека се направи набавката, има некогаш 2-3 дена да недостасува или 5 дена или 10 дена. Во 2 години ќе се набавуваат. Ова е рационализирање и мислам дека е подобро за сите граѓани, меѓутоа посебно за тие кои што боледуваат од дијабет. Инаку од Сојузот додаваат дека инсулинските пумпи кои треба да се набават во 2025 година треба да бидат современи напредни хибридни затворени системи, кои преку определен автоматизиран алгоритам испорачуваат инсулин и овозможуваат постигнување на целни нивоа на гликемија, индивидуално поставени за секој пациент поединечно.
Македонија и Турција ќе ја зајакнуваат економската соработка преку обезбедување по поволни услови за соработка. На средба на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска со турскиот министер за трговија Омер Болат соопшти денеска Министерството за финансии договорена е соработка помеѓу царинските органи на двете земји, како и обновување на меѓусебните договори за заемна соработка, како и подпишување нови меморандуми за соработка. Со министерот Болат разговаравме и се согласивме дека е потребна соработка на царинските органи на двете земји, а во таа насока интензивирање на комуникацијата помеѓу нив во наредниот период. Исто така стана збор за обновување на меѓусебните договори согласно новите стандарди и препораки, а во насока на подобрување на бизнис климата, привлекување инвеститори и олесната трговија, рече министерката за финансии. Александар Видиновски вечерава е во друштво на две дами во Самовистина, Ели Панова и Сања Лукаревска се негови гостинки. Останете со Канал 5.